од вас, како председател на оваа комисија, барам овој ред да го повлечете овој предлог закон од дневен ред, за да не се дискутира воопшто за овој предлог закон поради неколку причини. Како прво, се повредува деловникот за работа на собранието, и тоа токму од страна председателот на парламентот, членот 137, кој што вели, цитирам: предлог законот се доставува до председателот на собранието. Тој веднаш и најдоцна во рокот 3 работни дена од денот на поднесување го распределува до пратениците во пишана форма или пак во електронска форма, при што почнува постапката или законодавната процедура. Ние со предлогот на овој закон имаме повредување на овој член од деловникот за работа, затоа што од денот кога овој предлог закон е поднесен до председателот на собранието и до денот кога ни е поделен овој предлог закон нам на пратениците, поминале повеќе од 3 работни дена. На 17 август овој закон беше поднесен до председателот на парламентот, а на пратениците им е поделен на 23 август. И јасно се гледа дека се поминати повеќе од 3 работни дена од рокот на прием на предлог законот и поднесувањето, доставувањето на предлог законот пред пратениците. Второ, според формата, овој закон има големи дефекти, затоа што во овој предлог закон отсуствува финансиската конструкција за тоа колку буџетот на Република Македонија ќе го чини овој предлог закон доколку се усвои. Вака како што е представен овој предлог закон на буџетот на државата, ќе го чини стотици милиони евра. Прецизно не може да се знае, затоа што законот предложен на овој начин остава простор да уште еден цел буџет да се потроши за имплементација на овој закон, што значи ова е штетен закон за буџетот на државата, а кога се загрозува буџетот на државата, се загрозува и се друго. И трето, може би најбитната причина за тоа зошто треба да се повлече овој предлог закон на дневен ред и од понатамошно разгледување во собраниска постапка е содржината на овој предлог закон. Според содржината, овој предлог закон забранителите е најлошиот закон кој што е некогаш предложен во собранието на Република Македонија. Тоа е еднонационален и антиалбански закон. Да предложиш закон кој што тешко ги оштетува меѓуетничките односи во земјата, закон кој што го става под прашалник понатамошното функционирање на Македонија како држава е голема неодговорност и опасна авантура. Детското однесување на оваа влада представува реален ризик за нарушување на меѓуетничките односи. Како последица на работата на оваа влада која што функционира досега, и така меѓуетничките односи се многу кревки. Затоа барам од вас да го повлечете овој предлог закон од дневниот ред. Благодарам. Благодарам. Сакам да ви дадам одговор на вашето процедурално барање. Јас на вистина немам овластувања согласно деловникот да повлекувам закон кој што е пуштен во собраниска процедура, затоа што нити сум подносител, нити сум преседател на собранието да ги ценам условите и основите за поднесување на и пуштање во процедура на законот во собраниска процедура. Оние одредби кои што се однесуваат на преседателот на работно тело, а тоа се одредбите од 139 до 148 и се однесуваат на прво читање на законот, јас како преседател на ова матично тело сум ги почитувала и затоа навистина не можам да го удоволам вашето процедурално барање, да го повлечам јас како преседател овој закон, затоа што немам такво овластување. Продолжуваме понатаму. Процедурале. Умела ми. Процедурално прв побара господинот Бекин Фазлиев, повеле. Кркој. Барам 15 минути пауза и ве молам вас како председател на комисијата заедно со правната служба и со председателот на парламентот да ги констатирате моите забелешки во однос на тоа што го кажав за повреда на деловникот за работа на собранието. Јасно се гледа. На 17 август е доставен, а поделен е на 23 август како пратеници. Затоа барам 15 минути паузи за да може после да ги кажам моите забелешки.